СДСМ и ДУИ застанаа против пензионерите, не прифаќајќи го предлогот линеарно зголемување на пензиите од 5000 денари. Јас навистина жалам што СДСМ и ДУИ одлучија да бидат против пензионерите и веднаш после онаа моја најава дека во рок од една година, откако владата на ВМРО-ДПМН ќе биде избрана, линеарно ќе бидат покачени пензиите за 5000 денари, тие наместо да ја поддржат, тие одлучија да бидат против оваа одлука и да бидат против пензионерите. Мицковски најави даночни измени на профит, ставајќи ја земјата на конкурентно ниво за инвеститорите. Она кое што планираме да го направиме е за секоја компанија, за секој профитен центар кој што во Македонија ќе пријави профит до 20 милиони евра, данокот да биде истиот 10%, а доколку се реинвестира тој профит, таа добивка, тогаш данокот ќе биде 0%. За пријавен профит, деклариран пријавен тука во Македонија преку профитниот центар, данокот да биде помеѓу 20 и 30 милиони евра пријавен профит, данокот ќе биде 8%, од 30 до 50 милиони евра 6%, над 50 милиони евра ќе биде 5%, со што цениме дека Македонија ќе биде атрактивна дестинација да голем број мултинационални светски компании своите профитни центри ги донесат токму тука во Македонија. За одредбата која што предвидува технички премиер Албанец во последните 100 дена пред избори, Мицковски вели дека тој би бил без легитимитет и народна поддршка. Дека ВМРО-ДПМН цени дека технички премиер кој што би го предложила Демократската унија за интеграција ќе нема ниту народен, ниту политички легитимитет. И затоа цениме дека техничката влада предводена со такво кадровско решение, но и самата суштина на техничката влада треба да биде дел од минатото. Македонија е земја кандидат за членство во Европската унија. Македонија е зрела држава да се интервенира во законот за влада и изборниот законник и оваа одредба која што ја дефинира техничката влада да биде конечно избришена.